Почитувана јавност, хаосот и блокадите со носењето на законите од областа на одбраната и безбедноста, како и ниното непочитување по донесувањето во периодот на нивна имплементација продолжува. Ако претходно усогласените двотретински закони помеѓу власта и опозицијата, предложени од Оливер Спасовски, на нив амандмани поднесуваа Ременски и Локвенец, потоа на Законот за следење комуникации заеднички предложен помеѓу позицијата и опозицијата, предложен од Костадин Костадинов, амандмани поднесе Сонја Мираковска, донесениот закон за Агенцијата за национална безбедност, Виктор Димовски, директорот на оваа агенција, воопшто не ценеше за потребно дека треба да го испочитува при основање на оваа институција. Оваа судбина, овие закони ги делат и новите закони кои што се во собраниска процедура, а тоа е измените на Законот за одбрана и измените на Законот за служба во армијата на Република Македонија. Имено, на барање на министерката за одбрана, господјата Шекеринска, во фаза пред да биде донесен законот во владина процедура, имавме среда во собранието на кој продискутиравме околу идеите како да се подобри постојниот закон за одбрана. Тогаш од наша страна несебично споделивме се што сметаме дека е во интерес на одбраната, во интерес на армијата, во интерес на нашите НАТО интеграции. Единствена работа како опозиција побаравме законот да не се обременува со членови кои што би биле спорни за опозицијата да го даде својот глас, а тоа е преименувањето на нашата армија. На наше изненадување, СДСМ намерно тој член го вметна во измените на законот и на еден начин вештачки искреира криза тој закон да не биде донесен. Во изминатиот период, како опозиција, конструктивно апелиравме да се повлече тој член кој што е спорен за нас, останатото се што значи усогласување со НАТО процедури, би го прифателе и би го гласале. Меѓутоа, за тоа немаше слух од власта. Затоа денес ние информиравме јавноста дека ВМРО ДПМН поднесе измени на Законот за одбрана, текст на закон кој што е апсолутно идентичен со текстот на закон предложен од владата, исклучиво нешто што го нема во нашиот текст е промената на името на армијата на Република Македонија, нешто за кое ВМРО ДПМН планира на престојните парламентарни избори да побара поддршка од народот за негово ревидирање. Немаме одговор зошто подолго време и Законот за служба во армијата не се става на дневен ред, тоест не ја започнува својата собраниска процедура. Иако беше најавен пред месец дена, доставен во собранието, се уште законот за измените на Закон за служба не се во собраниска процедура и најавуваме дека на седницата во понеделник ние ќе бараме тој закон да се стави на дневен ред. Трет закон кој што исто така е блокиран е Законот за измени и дополнување на Закон за следење на комуникациите, кој што е предложен и од власта и од опозицијата. Во прво читање ја доби двотретинската поддршка, меѓутоа потоа со едностранни амандмани од СДСМ тој закон на еден начин се блокира и неговото носење. Бараме овие три закони да бидат изгласани до распуштањето на собранието, бидејќи се од витално значење за одбраната, за безбедноста, за нашите НАТО интеграции. Во случај кога СДСМ одлучи да не врши парламентарен надзор, имајќи го апсолутното мнозинство во Комисијата за одбрана и председател на истата комисија, сметаме дека останатите две комисии не треба да бидат хендикепирани и надзорот треба да и се овозможи да биде квалитетен, онака како што заслужуваат граѓаните. Затоа што граѓаните заслужуваат сферата на одбраната и безбедноста да има адекватен третман. Ви благодарам, поверете со прашање. Организиран за криминал, включително и
Најпрви, не е добро за демократијата што прекина диалогот помеѓу опозицијата и позицијата, не само за законите од сферата на правосудството, така и состојбата и во законите од сферата на одбраната и безбедноста. Како наближуваат изборите, креативноста на СДСМ и на владата е се поголема. Ние овие очени обиди во последните моменти ги сваќаме апсолутно несериозно, меѓутоа ќе почекаме да го добиеме текстот на предлог на законот и потоа ќе се изјаснеме како партија. Во законот добро е дефинирано кој што предлага и јас не би се мешал во персонални решенија на било која партија, вклучувајќи и на мојата. Не би спекулирал со имења кој би бил технички премиер, министри. Она што јас посакувам, а верувам и целата македонска јавност, е таа техничка влада да си одработи својата задача која што правенствено е нели организирање и спроведување на изборите, да имаме еден фер, транспарентен процес на спроведување на изборите, да добиеме нова влада која што ќе се справи со сите овие предизвици кои што стојат пред Република Македонија во наредниот период. Значи, верувам дека имате представа како течат тие преговори и од самиот прес кој што го кажав претходно во областа на одбраната и безбедноста. Од една страна преговараме, усогласуваме текстови, тоа се мачни преговори, по цели ноќи остануваме, од друга страна пратеници од мнозинството поднесуваат амандмани, ги менуваат содржините на законите, се на се покажува еден тотално несериозен однос од актуелната власт и затоа сметаме дека на ваков начин сите идни разговори немаат целисходност и мислам дека најдобро е да оставиме изборите да се реализират и новото парламентарно мнозинство да ги фати овие предизвици онака како што треба во еден мирен период, бидејќи навистина овој период опозицијата беше апсолутно конструктивна, на линија да се донесат овие решенија, меѓутоа ние сакаме институции кои што ќе бидат независни од политичките влијанија, институции кои што ќе гарантираат право и правда за сите подеднакво, институции кои што нема да бидат на телефонска линија или било каков контакт со било кого. Овој облик на техничка влада е, по моје мислење, за општества кои што немаат соодветен степен на демократија и на, како да кажем, независност на институциите. Ова е решение за општества кај што политиката има силно влијание во институциите и со техничката влада главна цел е да се направи колку толку баланс помеѓу влијанието на политичките партии. И затоа се одбрани министерства кои што во суштина имат широк допир со поширока јавност кои што можат да влијаат во дадени избори. Во нормални услови, при висок степен на демократија, потребата од техничка влада не постои. Меѓутоа, тоа е нашата реалност. Она што сметам е дека е важно овој тип на влади да трае онолку колку што е предвидено. 3 месеци, ниту ден повеќе, бидејќи работењето на овие влади во други околности е многу искомплицирана ситуација. Сепак, мандатот за премиер го има добиено друго лице, поради законот мора да се повлече, имате различни сфери на влијанија и добро е овие влади да бидат исклучиво само за спроведување на изборите, да се фокусираат на тоа, да си го реализираат како што треба и новата влада да преиде во реализација на изборни и владени програми. Може? Да. Значи, ние реалноста не ја игнорираме, меѓутоа наша позиција како партија е таа реалност да ја промениме. Изборите се за неколку месеци,
Тоа прашање ќе биде отворено на изборите, ние ќе побараме поддршка од граѓаните најпрвин, да имаме мнозинство, да има бадинтер, со која таа состојба ќе биде променета. Затоа сметаме дека овие 2-3 месеци не треба работењето на парламентот да го обременуваме со прашања кои што ќе ја одвојат власта и опозицијата. Да се сконцентрираме на она што е чисто, што можеме да се договориме, ова да го оставиме за поизборите. Граѓаните ќе одлучат на изборите, прочем, која влада ќе ја води, со какво мнозинство и кои политики таа влада треба да ги води во наредниот период. Значи, партијата имаше многу јасен став по однос на тоа прашање. Ако имаме 2/3 во собрание и ако има бадинтер, ние ќе покренеме постапка за промена на уставот. Формално, одговорноста е на премиерот. Меѓутоа, министрите, институциите, персоналните решенија со кои работи тој премиер се поставени од друга личност. Така да, нормално е да има и субјективни влијанија од други страни, затоа реков дека добро е тој тип на влади да биде исклучиво онака како што е нормиран со законот, да бидат 3 месеци. Ако нема други прашања, ви благодарам.